Под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Се враќаме во третата сезона од подкастот Под површината со доктор Марија. После неколку месеци на еден куп нови пациенти, на многу нови приказни, успешни приказни во ординацијата, конечно да седнеме на добро познатото место од претходно. Доктор Марија, да направиме денес еден искрен разговор од зад кулисите, фактички, да позборуваме малку за сите работи што се случи изминатиот период и за сите работи што ќе се случат допрва. Кажете ми прво како сте? Добро сум, Маријана, ти благодарам на прашањето. Како си ти? Добро сум јас, добро дојдовте официјално во третата сезона. Исто, добре дојде. Како поминавте летото, кажете ми? Работно, на макс. На макс. Дали успеавте малку да одморите или пак беше турбулентно како и претходно? Доста турбулентно. Имавме 1-2 седмици одмор и потоа, беше доста, напорно. Доктор Марија, кажете ми, работиме, ајде, прво и основно, да се повториме уште еднаш, работиме со пациентки кои што имаат Хашимото, кои што имаат полицистични јајници, кои што имаат ендометриоза, естрогенска доминација, дополнително фертилитетот ни исто така тука. Активно работевме со ваков профил на пациентки во овој летен период. Што забележавте? Кои симптоми, што е она што се менува во овој летен период кај овие профили на пациенти? Ако треба да ги земам, точно овие профили на пациенти, не здравата популација. Кај здравата популација вообичаено летниот период не води до некакви странични, би кажала, ефекти. Но кај оваа популација, дефинитивно имаме повеќе израз на симптоми, или самите симптоми со кои што се соочуваат стануваат поизразени во летниот временски период. Може да биде поради, пак би кажала, високите температури кои што придонесуваат за поголема дехидратација на самиот организам. Може да биде поради менување на ноќниот ритам, почести излегувања, може би и не да толку внимавање на самата храна, каде што дадени профили би кажала дека треба да внимаваат на самата храна. Но сметам дека дефинитивно има влијание летото и самите жештини дефинитивно си имаат влијание врз дадени популации кои што се соочуваат со дадени здравствени проблематики. Она што ќе се надоврзам на вас, она што мене ме фасцинира за тоа што ете. Постојано сме со нови пациенти кои што влегуваат, се разговара со нив и слично. Она што мене ме фасцинира е колку жените, затоа што генерално работиме со жени, колку жените всушност немаат, мислат уствари дека имаат познавање за нивното тело, тоест за нивното женско здравје. И кога ќе влезат во некоја опција или во заедница или во индивидуален третман, тука се случува откровение кај жената, кога ќе си речат, јас мислев дека постојано цело време сум правела правилно и сега гледам дека сум грешала во текот на целиот процес. Знаеш што велам нова? И покрај тоа што нашата млада популација во голема степен има информација на денешно време со денешниот интернет, со денешната дигитализација, би кажала дека има многу достап до многу информација, каде што реално би требало да бидат запознаети многу повеќе со нивното женско здравје, со нивните хормони, со нивниот репродуктивен систем, особено зборувам за оние двојки кои што се соочуваат со инфертилитет. Но се случува сосема обратното. Тие си мислат дека се е во ред, или можеби некој им кажува дека се е во ред, но дефинитивно имаме голем проблем каде што и сама знаеш кога ќе побараме од тип дали ќе биде тоа хормони или дадени испитувања, она што го утврдуваме дефинитивно дека работите имаме некакви проблеми. Да. За сите овие борби, за сите овие медицински состојби, мораме да сватиме, односно сме сватиле дека постои човек со емоција прво и основно, и затоа пристапуваме малку повнимателно со истите, затоа што знаеме колку емоцијата, колку психолошкиот аспект е битен во патот до исцелувањето, во патот до тоа да се подобри нивната целокупна здравствена состојба. Сега, кажете ми,
колку успешни приказни имаш ова лето, реално, и би сакала да ми Во однос на кажете што? во однос на генерално. На бебиња. На бебиња после. На бебиња после ќе ми кажете колку бебиња се родија. Ама знаеш, ја знаеш темава колку ми е на Ја знам темата искрено, па ќе си кажете, ќе си споделите. Така што би сакала да чујам кои успешни приказни се од пациентите, значи кој влезе и излезе со она баш 180 степени трансформација и кои се успешните приказни во однос на фертилитетот. Маријана, реално не можам да одвојам, значи, знаеш со колкав број на пациентки работиме, значи, и сега да почнам да ги редам независно, без да споменувам имиња, знаеш колку пациентки влегуваат и во рок од 3 месеца, во реалност, што се случува, независно дали е во заедница, независно дали е би кажала во една од заедниците за полицистични ајници, за Хашимото или во индивидуални програми, VIP програми, значи, сите тие доживуваат тотален присврат. Значи на нивното здравје. Меѓутоа се свесни за тој пресврт. Затоа што претходно, очигледно, не биле свесни. Да. Значи, со тоа што, јас пак ќе кажам, на крајот од денот, јас не можам да помогнам на пациент кој што сам не сака да си помогне на себе си. И сепак, знаеш како, се случува едно нешто или еден патерн, или еден тренд кој што го имам забележано, каде што ќе минуваат и ќе ги минат сите, може би доктори, лекари, специјалисти, и кога ќе видат и ќе почнат да се едуцираат, на крај завршуваат кај нас. Да. Па ќе спомнам, сум спомнала и претходно, значи буквално последна станица. Последна станица, значи. Каде што одеднаш влегуваат, гледаат дека нешто тоа е различно. Да, дека тие може ги следат, не следат нас на социјални мрежи, би рекла. Но социјалните мрежи не одразуваат ниту 1% од оно што во реално се случува во работата со нашите пациенти во самите заедници, во работата во индивидуалните програми или во VIP третманите, или во нашите консултации. Да. Значи, би кажала дека една затворена врата поради кое што, зошто е затворена врата? Затоа што е една од работите на која што најмногу држам е запазување на тотална приватност кога станува збор за моите пациентки. Поради тоа нема толку објави од тип на, ајде да кажеме, Трансформации, слики, ајде да кажем повеќе слики. Да, ќе ставиме некоја трансформација, да кажеме, но држам доколку самата пациентка држи да биде тоа сосема, значи, приватно, воопшто да не се зборува, дефинитивно го ставам на право место. Апсолутно, и она што всушност го правиме е да се објавуваат, значи, оние кои што самите кои што се јавни, да, самите значи, си ги Google рецензии, Google и тие работи. самите си ги ставаат. Во ред, во однос на бебињата, колку бебиња се родија летово? Леле, не знам. Не сум ги николку. Ќе ги преброите? Во моментот? Да. Дај помош. 1, 2, 3, 4, 5. 5 сигурни. Ајде, ти си постојано со мене, може повеќе да знаеш. Веќе, затоа што сме и во очекување, сите, Да, значи, во очекување на уште бебиња сме. Уште бебиња тоа сме, да. така да... Меѓутоа, сакам да ми кажете кое е чувството кога после толка временски период, затоа што реално пациентките што сега го држат најубавото во преградка, поминале низ ќе ја наречам голгота, затоа што и е голгота. Да. Тешки искуства и слично, значи каква емоцијата, кое чувство се јавува кај вас кога ќе добиете сликичка од тазе породено дете? Кажи ми ти. Не знам, споделете вие, доктор. Мислам дека доволно ме знаеш, мислам дека нема потреба сега да изразувам емоции во однос на тоа нешто, значи, и знаеш како, но постои едно чувство, знаеш дека го знаеш целиот пат низ кој што минала, низ кој што минале, или да кажеме дадениот пар, како што рековме Голгота буквално, и
И кога ќе ја видиш сликата, значи буквално се топам, значи не се топам, значи, но чувствувам како, знаеш како парче, го чувствуваш како парче од тебе. Значи јас така го чувствувам, не знам сега, значи Секој индивидуално, да. секој индивидуално, но можеш да ги знаеш, ги гледаш сликите, значи се топиме и двете. Да, реално. да, тоа се бебиња, пресладки бебиња. А докторке, мислам дека веќе знаат гледачите дека сме фанатици по бебиња и по целиот процес за постигнување на бременост кај паровите кои што се борат со оваа проблематика. За жал ги има многу и за тоа сме свесни. А кажете ми, во септември се крчка нешто за во септември поточно. А дали ќе сакате да споделите што е тоа што го подготвувате? Здраве и живот, значи, како што би рекле со Господ напред, се спрема, значи, програма за инфертилитет, која што ќе биде активна програма за инфертилитет за парови. Значи, која што ќе биде со времетрајање од 6 месеци, и би кажала дека самата програма, значи, ќе биде, се разбира крајната цел која е на програмата кај парови за инфертилитет, да го добиеме она што сите го сакаме. Значи, независно дали парот ќе се подготвува по природен пат или ќе се подготвува за асистирана репродуктивна медицина, тоест дали ќе биде инсеминација, дали ќе биде инвитро, независно, значи. Значи, оваа програма е наменета за оние кои што се борат за бебе. Дали исклучиво само парови ќе влегуваат тука? Задолжително. Јас не работам со равенка на половина. Значи, каде што едно бебе е биологија на двајца. Значи, не можам јас доколку кај мажот да кажеме, пример земам, влегува жената во самата програма. И доколку има проблем кај мажот, од кој што 50% зависи дали ќе дојде до самата бременост или нема да дојде, но тој не сака да соработува. Не. Значи, задолжително ќе биде за парови каде што може да е во ред со мажот, значи не кажувам, може таму работите да стојат на ред, макар што во 99% од случаевите она што го имаме утврдено и затоа е за двојки. Зошто? Затоа што би кажала дека и затоа е 6 месеци. Многу размислува по ова прашање, дали да биде само за жени, дали да биде за парови, со какво време траење да биде, дали да биде 3 месеци, дали да биде 6 месеци. Но на крајот се оставив, би кажала, на она искуство и на се она што го имаме постигнато досега и целото нешто зедов да го градам врз основа на целото нешто. Што значи? Што имаме утврдено? Дека речиси во 99% од случаевите имаме и машки и женски фактор. По николку, каде што кај жената се наоѓаат николку, може еден главен и николку споредни, кај мажот ќе имаме проблем. Да. Значи, особено кај оние кои што долгогодишно се борат со инфертилитет. И ова се главно, значи, оние кои што доаѓаат кај нас. Ние не работиме со пациенти кои што 2 месеци се обидуваат да останат бремени и не можат да останат бремени. Тука работиме со жени кои што минуваат низ 3 спонтани аборта, значи кај жени со 5 неуспешни инвитра, работиме со 10 години инфертилитет, значи не зборуваме за обични случаи. И е сосема нормално овде да имаме двоен фактор, едното. Второто нешто, зошто решив да биде со времетрајање од 6 месеци. И покрај тоа што би кажала дека постои еден 90-дневен прозорец кај мажот за созревање на самиот сперматозоид заедно со неговиот транспорт, горе-долу некаде трае околу 90 дена. И фоликулот кој што ќе созре денес започнува да се развива пред 3 месеца. Што значи дека и кај жената вообичаено ни е потребен околу 90-дневен прозорец. Што значи дека реално околу 3 месеци. Но може да постојат и дополнителни фактори кои што треба да ги решиме. И нели реков дека целото нешто го градам врз база на претходни искуства и на претходни бременности кои што ги имаме постигнато. Она што го имам утврдено е дека 60 до 70% од пациентките ми остануваат бремени околу 6-тиот месец, може би 20-30 некаде помеѓу 3-тиот и 6-тиот месец и може би едно 10% или 10% некаде кон 7-тиот месец, би кажал. И ова е главната причина да биде со времетраење од 6 месеци. Значи, не е работата само да се направи програмата, работата е да
заврши со среќен крај. Да. Се согласувам за тоа. Па и 6 месеци е доволен. Каде што Оптимален период ќе го речеме, значи може да се факт е дека може да се случи на 3-тиот месец, факт е дека може да се случи на 4-тиот месец. Далеко од и тоа. тука сакам да ставам еден дисклаймер и една забелешка каде што ова не пречи на паровите кои што сметат да прават инвитро, да кажеме во септември започнува програмата, да кажеме во декември, да се вклучат кон самата програма. Значи, сепак работиме и го правиме максимумот, во зависност, паралелно, значи, со самата репродуктивна асистирана да кажеме, постапка која што ќе одат. Каде што се трудиме максимално во тој временски период да ги решиме сите проблеми и парот директно доди со најдобриот можен старт кај да ја изврши самата процедура, независно дали станува збор за инсеминација, за инвитро, значи независно. Нели мислите, заради тоа што реално би имале проблем во однос на ваучерите, што со парови кои што Сметам дека прават огромна грешка паровите со ваучери. Значи имаат, знаеш како? Нашава држава даде ваучери, каде што имаат право на, кажи ми колку бесплатни инвитро, на 5 или на 7? Мислам дека се 6, ако не на се 6. лаже. Добро, на средина. На 6. Каде што брзаат и не брзаат. Многу почесто ќе бидат убедени да го направат следното инвитро за рок од 2 месеци, за рок од 2 месеци, за рок од 2 месеци, или мораме да го направиме до тогаш и брзаат да го направат самото инвитро. Но пак доаѓаме до моментот каде што јас ќе кажам, каде што еден пар има направено 2-3 неуспешни инвитра, дали не е време да се запрашаат каде лежи проблемот и зошто не успеваат овие 3 инвитра? Каде што овде токму влегуваме ние во сила. Значи овде е моментот каде што ние паралелно, јас не кажувам дека не треба да одат на инвитро, кажувам дека паралелно треба да го оптимизираме, да оптимизираме средината, можеби и кај жената, можеби и кај мажот, за 4-то, 5-то или 6-то инвитро да има различен резултат во споредба со останатите инвитро. Апсолутно. Се согласувам. Рековте дека нема да може нема да може, туку потребно едноставно, сметам дека е потребно да бидат спремни пред да се отвори програмата, односно да имаат испитувања. Кои се базичните испитувања, значи оние неопходните што треба еден пар да ги има за едноставно да не се губи време, ајде да речам, во текот на процесот, да не се губи време на чекање на резултати, на правење на испитувања, чекање термини и нешто слично. Вака би тргнала, зборуваме за базични. Да. Значи, тргнуваме со комплетен хормонски статус, сакаме да го видиме и тироид. На 3-ти ден од циклус? На 3-ти ден од циклус, но доколку имаме жена, значи, овде треба да разграничиме доколку имаме жена која што е со полицистични јајници се сочува со нередовни менструални циклуси. Во тој случај го прави на кој да е ден од или нема циклус, го прави кој да е ден самото испитување или ги испитува незините хормони. Доколку е тоа жена со редовен менструален циклус, ги прави испитувањата на хормони на 3-ти, на 4-ти ден од циклус. Потоа сакаме независно од кој ден да е, значи сакаме да видиме дали таа жена би кажала дека секогаш сакам да видам дали има инсулинска резистенција или нема инсулинска резистенција, затоа што сметам дека представува една од најчесто пропуштаните причини за инфертилитет, би рекла. Дополнително, дефинитивно сакаме да ги видиме тироидните хормони или тироидниот панел и би кажала како базични дефицити кои што постојано ги гледам, но учествуваат во процесот на фертилитет, би ги ставила витамин Д, би го ставила феритинот, сакам не серумска железо, феритин, B12 и фолат. Доколку има потреба понатаму, значи ова е базично. И се разбира, мажот да не го заборавиме, значи каде што тргнуваме со спермограм, првично. Дали сметате дека и антимолеријан хормон треба да се испита како базично испитување? Го заборавив. Значи сакаме дефинитивно да го знаеме антимолеријан хормон, кој што ќе ни определи до некаде, би кажала, може ќе ни ја даде временската рамка
или колку имаме време на располагање за да го оптимизираме тој организам или тој пар, во овој случај се зборуваме за самата жена, но дефинитивно да. Затоа што може да се случи? Значи, овде е местото каде што може да дојде еден пар, кој што е, ајде да кажеме, многу млада двојка, која што веќе едно 5 години се обидува за бременост. Но девојката е можеби 27 годишна. Давам просто пример, значи да им стане јасно. Испитуваме антимулеријан хормон каде што гледаме дека има 0,2 антимулеријан хормон, кој што воопшто не е типична вредност, изборуваме за намалена оваријална резерва. И овде е моментот каде што ние треба да решиме дали е попаметно кај оваа девојка паралелно или после оптимизацијата да се оди со инвитро и да не се чека, да не се губи време со обиди, природни обиди, макар што во текот на целиот процес може и да забремени истата жена, значи многу често се случува и тоа. Доктор Марија, тогаш да ги сумираме неопходните испитувања. Значи имаме хормонски статус на трети ден од циклус, ако имаме редовен циклус, доколку имаме нередовен се испитува било кога, кој да ден. Имаме тироиден панел заедно со антитела, многу битна работа. Имаме исто така инсулинска резистенција, тоест инсулин и гликоза на гладно. Точно. И имаме витамин D, витамин B12 и феритин, заедно со антимулеријан хормон. Ова е за жената и за мажот базичното е спермограм, минимум спермограм. Макар што во 90% нема да остане зло самиот спермограм. Нема да остане, да, меѓутоа мора да имаат спермограм за да се види. Од самиот спермограм секако ќе се и во однос на симптомите, нели? Секако ќе се процени понатаму дали треба да се прават дополнителни испитувања. Доктор Марија, кои сте дополнителните испитувања кои што ги препорачувате кај еден пар? Кога ќе влезат во самата програма, дефинитивно ќе биде направено нешто што го велам затоа што сите ќе имаат еден на еден консултација со мене и претходно ќе биде дадени, би кажала, детални прашалници каде што ќе го видиме, се разбира, и самите испитувања кои што ги имат, ќе процениме во зависност од самиот случај кои испитувања ќе им бидат потребни. Не е целта и не сметам дека добрата медицина е правење на 100 резултата. Добрата медицина е правење на оние резултати кои што ќе ни дадат најјасна клиничка слика и која што ќе резултира со оно што го сакаме. Во овој случај се разбира позитивен тест заедно со не само позитивен тест и бепче, значи, да кажем. Каде што зависно од самиот фенотип, значи може да станува збор за жена која што нема редовни циклуси, со која што се соочува со полицистични јајници. Може да станува збор за жена која што се соочува со Хашимото, каде што во зависност од тоа, дали може жената да се соочува со нередовни менструални циклуси, може да има нередовна овулација, може да има полицистични јајници од типот на Хашимото или проблем со самата тироидна жлезда, може да има некакви други хормонски дисбаланси, може да има ендометриоза, аденомиоза, може да има низок антимулеријан хормон, може да имаме проблем со машкиот фактор, значи овде ќе направиме многу детална индивидуализација и персонализација за дополнителни испитувања кај секој можен пар. Затоа велам, значи не можам во однос на дополнителните испитувања ќе бидат строго индивидуални. Јасно, тоа значи дека и ќе се земат веројатно предвид, значи, тоест, не значи ова дека тие мора да влезат во програмата и, не знам, да ги имаат само, да ги испратат всушност на почетокот, само тие испитувања што се назначени како неопходни. Тоа значи дека треба да испратат буквално се што досега имаат испитано. Се разбира, затоа што, знаеш што се случува? Нели, вообичаено, и самата си свесна, значи кога ќе ни испратат резултати и кога ќе речеме, значи треба да биде направено дополнително. На пример, земам, треба дополнително да биде направено HSG или хистероскопија, каде што тие велат, но јас имам хистероскопија правено, наскоро имам правено хистероскопија. И сега постои разлика, имам хистероскопија пред 5 години, имам хистероскопија сега правено. Да, истото и со хормонскиот статус. Значи, или со хормонскиот статус, значи хормонски статус од пред 3 години, од пред 5 години. Не може да ти ја даде сликата, значи сега. Значи, оно што го бараме во однос на неопходните испитувања е да бидат минимум би кажала не постари од 6 месеци. Не постари од 6 месеци. Да. Значи, се што е постаро од тоа, се што е повеќе од 6 месеци, да се преповтори. Во однос на
основните, би кажала. За основните сега, зборувам. од тип на некои кои што се прават еднаш во живот. Да, тромбофилија, Од тромбофилија, например, панел за тромбофилија. Значи, нема да тирам панел за тромбофилија да ми прави жена, значи, еднаш во животот се прави. Јасно. Или некои дополнителни испитувања од Да, меѓутоа тоа да ќе не се види. навлегувам повеќе, значи во проблематиката, Во секој случај. но постојат испитувања кои што се прават еднаш во животот и нема потреба од нивно повторување. Да, тоа значи дека после таа првична консултација веќе ќе имаат целата слика за тоа што им недостига во однос на испитување и веќе ќе знаат што всушност треба да направат, ако има потреба да се доиспитуваат работите. Сега, програмата рековте дека е замислена да трае 6 месеци. Тоа е заради самото созревање на јајцеклетката, заради самото созревање на сперматозоидите кај мажот. Докторке, ги спомнавте 6 месеци како оптимални за подготовка, а спомнавте дека во однос на инвитрото како ќе ги разграничите реално сите тие нешта? Во однос на инвитрото, доколку имаме, да кажеме, пар кој што оди на инвитро процедура, прво најнапред сакаме да ја видиме целата слика. Дали тој пар навистина е за инвитро? На право место. Може и да не биде за инвитро, така? Знаеш колку случаи со неколку инвитра, неколку инсеминации на крајот од денот завршуваат со природна бременост. Да. Значи, може и да не биде за инвитро, но доколку, да кажеме, имаме билатерална обструкција на самите туби, која што значи за самите гледачи, значи запушување на самите јајцеводи, пример, да кажеме, кој што е и тотална индикација за правење на инвитро процедура. Доколку имаме некаква друга пречка каде што дефинитивно треба и да кажеме возраст, нема да чекаме кај никоја 42 годишна жена или 45 годишна жена да се трудиме ние да правиме, не знам, значи повеќе од 6 месеци таа жена да ќе оптимизираме и потоа да ја ставиме да се труди самата да се обидува за обиди, значи се разбира дека тука ќе ја укажеме дека најпаметно е да премине кон инвитро процес. Или доколку имаме многу ниска оваријална резерва каде што немаме премногу време за чекање. Така да би кажала дека доколку овој пар примерно се планира за инвитро, тоа не значи дека паралелно не треба да прави оптимизација. Значи, оптимизација не треба да се мешаат двете работи. Многу често паровите ги мешаат двете работи. Значи, едното е комплементарна дополнување на останатото нешто. Значи, ние го правиме нештото со цел тие да влезат максимално спремни во самиот процес. Во самиот процес на инвитро, кое што ќе резултира со оно што сите го сакаме на крајот од денот. Апсолутно. Докторке, спомнавте дека 6 месеци ќе трае, како ќе изгледаат реално тие 6 месеци? Вака, секој пар кој што ќе влезе најнапред ќе има првична консултација. Каде што во зависност, значи ќе бидат прегледани, да кажеме, самата историја на самиот пар. Анамнеза ќе се направи. Многу детална анамнеза. Значи не анамнеза од 7 минутна посета кај доктор, зборуваме за многу детална анамнеза, каде што ќе биде направена врз база на која покрај самите испитувања, доколку се сомневаме за некои дополнителни проблематики, можат да бидат назначени и дополнителни испитувања. Врз база на сите податоци кои што ги имаме за самиот пар, ќе биде изготвена целосна програма, независно дали станува збор за исхрана, дали станува збор за терапија, независно дали станува збор за сон, редукција на стрес или некои дополнителни работи кои што се неопходни за да бидат постигнати во самиот процес, физичка активност да кажеме, ќе бидат прилагодени за самиот пар, точно значи, секој ќе си има свој посебен план, ајде, нека така поедноставно да го кажам, секој пар ќе си има свој посебен план кој што ќе го следи. Но во текот на целиот процес можат да се менуваат работите и може да имаме потреба од корекција на дадени работи, каде што имаме седмични сесии на кои што покрај тоа што ќе одговарам на самите прашања на самите пациенти, се разбира, значи, овде сум и да ги правам корекциите во реално време, за да можеме да постигнеме максимален ефект во рамките на тие 6 месеци. А не да го оставиме парот сам да се сочува или да се справува на никаков начин 6 месеци, па ајде дојди. Да. Да се видиме за 6 месеци. Следење детално во чекор, буквално во чекор ова доаѓа.
Знаеш во тој дел, Маријана, колку Да, сум... верувам. Знам и верувам, мислам, сме го виделе со собствени очи. Кажете ми, колкав ви е капацитетот за да примите? Колку парови реално ќе може да примите во програмата, затоа што верувам дека не може да се работи, не знам, со 100 парови. Исто едно прашање, за кој што доста време размислував, реално. Колкав е мојот капацитет да дадам вистинска вредност и реално колкав е мојот капацитет да можам подеднакво да ги колку парови можам да изражам реално. Значи во рамките на 6 месеци, каде што бројките варира, морам да кажам дека во мојата глава варираа, значи дефинитивно на крајот се решивме дека ќе одиме со 50 парови. Значи крајната бројка е 50 парови. Во моментот во кој што ќе биде исполнета, значи самата група се затвараат вратите на самата програма. Значи од моментот кога ќе биде отворена самата програма, се уште не е отворена самата програма. Да, тоа секако во септември ја крчкаме, значи ќе се знае дополнително. Ќе се знае, но точен датум. Кажете ми, кои критериуми се земаат предвид за влез во програмата? Сакаме парот да се обидува, значи најмалку една година во однос на забременување. Тоа е едниот критериум. Другото нешто е ќе бидат ќе се согласуваат да направат соодветни промени во однос, можеби ќе биде тоа на животни навики, во однос на исхрана, да кажеме. Значи овде е нештото најважното нешто би кажала. И во однос на другото нешто е, како што рекол, работиме со парови. Не работиме, јас не работам со поломатеријал, каде што, да, доколку наводно е супер си со мажот, затоа што знаеш што се случува. Многу често ќе направи спермограм и ќе му биде кажано дека се е во ред. Ти ја слушнала приказката? Позната ти е? Да. За жал. За жал. Така. Значи, каде што работата е, на вистина да прецениме дали може на вистина да е така. Значи, знаеш дека кај се случувало кај оние мажи каде што најмалку би очекувале нормален спермограм и нормална ДНК фрагментација, во реалност да добиеме супер спермограм. Значи, може и воопшто да нема проблем со мажот во тој случај, значи нема овде да одиме и да инсистираме, да правиме некакви интервенции или не знам што. Но се разбира дека мажот задолжително ќе биде согласен да бидат направени испитувања и кај него, за да може да се утврди дали се работи за еден фактор или за два фактори. Тоа значи дека паровите кои што планираат да влезат во самата програма, да се седнат дома, да се разговараат и да се одлучат јасно, гласно, да не испадне после, не знам, да влезе пар, да влезе по иницијатива на жената, па да излезе мажот, да не сака да соработува и такви некои работи, значи такви случаи реално има. Затоа, значи, многу јасно кажувам, парови, задолжително парови. Значи, каде што и мажот ќе биде согласен, независно од тоа што му било кажано пред 5 години дека има нормален спермограм. Затоа што тоа е приказката. Прави еден спермограм пред 5 години, или, евентуално, пред инвитро, и ова е максимумот што се прави. Апсолутно. Доктор Марија, за крај, како последно прашање, би сакала да ми кажете што може да очекува нашата публика од третата сезона. Што ќе се случува поинаку? Се сеќаваш на крајот на втората сезона, каде што рековме дека ќе има поинаку, ќе ја водиме малку поинаку третата? Да. Значи, сметам, покрај она што каде што ќе ги водиме нашите епизоди, значи, во однос на и на хормони, и на Хашимото, и на инфертилитет, повеќе ќе се фокусираме во делот не толку што да прават, сакам да научат зошто го прават нештото. Гледам дека многу фали информација да се научат зошто дадено нешто треба да го направат. Значи, сметам дека е важно да знаеш зошто го правиш дадено нешто, а не како кој на кој што му врзале очите, доди и наслепо да ги прави работите. Значи, ова е правата работа и се разбира, значи, гостите оваа сезона ќе помине надежно, значи, планираме да биде со доста гости. Со гости. Да, со доста гости. Од кои области, од кои бранши ќе бидат овие гости? Од повеќе, значи, дефинитивно
од делот на гинекологија, од дел на, би кажала, на физиотерапија, од дел на некои техники кои што помагаат во дадени состојби, психотерапевти, би кажала, може ендокринолози, ќе видиме, значи во секој случај останува центарот женското здравје во целина. Дефинитивно женското здравје. Значи, некада Хашимото. мажи, немојте да се лутите, но треба да ги разберете жените, особено нивните хормони. Значи, мојата порака за мажите, разберете ги хормоните на вашите жени, значи. Апсолутно, доктор Марија, фала ви многу за убавиот разговор и за убавиот почеток на третата сезона. Ајде, Маријана, со среќа, Ирлија. Ирлија нека е почетокот на третата сезона, се надевам со многу гости, со многу убави разговори, дека ќе ни помине цела трета сезона реално. Се надевам и јас. Најдоброто го оставаме за крај и оваа сезона наши главни спонзори се Vitamini.mk, извор на клинички испитани и докажани додатоци во исхраната. Така што би кажала да го лајкнете видеото, да го препратите на некој кој што не следел предходно, да направите subscribe на нашиот канал за да ги гледате сите епизоди кои што ќе дојдат во иднина. И исто така во описот на ова видео ќе стои листата на чекање за програмата. Уште многу кратко време ќе биде отворена таа листа, така биде што отворено, но веќе има стотици пријавени, така да она нека си селекција го заземат местото. на 50, не знам, значи реално ќе биде заради тоа што сметаме и дополнително да правиме еден вебинар за кој што воопшто не споменав, но нека да го споменам, ајде во меѓувреме. Сега на крајот. На крајот сега, значи веќе стотици пациенти се на листата за чекање, така да сметам дека местата ќе бидат исполнети многу брзо. Оние кои што ќе бидат инаку на листата, кои што се пријавени веќе на листата, за нив ќе има посебни услови меѓу другото за влез во самата програма, тоест ќе дознаат многу порано пред воопшто јавно да објавиме за тоа кој ќе биде отворена. И не е само тоа. Ќе оставиме да видиме што ќе биде. Да. Да оставиме така, малку неизвестност. Изненадено. И од прилика тоа е тоа. Се надевам дека ќе уживате и во оваа сезона и се гледаме во следната епизода на третата сезона од подкастот Под површината со доктор Марија.